Бугарија барала Македонија да прифати дека македонскиот јазик произлегол од бугарскиот, открива министрот за надворешни работи Бујар Османи. Преку нов договор кој го понудила поранишната министерка за надворешни работи Екатерина Захариева лани во декември, дала предлог за решавање на спорот меѓу двете земји. Како што рече Османи, два члена биле спорни од тој договор, во кој се барало да се потпише дека македонскиот јазик произлегува од бугарскиот, а нацијата произлегла од обидот за ослободување од Отоманската империја. Сепак и покрај ваквите условувања, Османи е оптимист дека следната година е можно решение со Бугарија. Јас ќе работам ден за ден, доколку се разбира има можноста за тоа, недела за недела, без да давам долги рокови кои што би не опуштиле нас овде, кои што би ги опуштиле во Софија или во Брисел. Мислам дека сме заслужиле да почнеме преговори, бараме нешто што е наше и заслужено и сметам дека не треба да оставиме простор за да полека ова прашање влезе во замрзнат конфликт. Менувањето на бугарската реторика во поставувањето на условите од историските прашања на човековите права за Османи е излезното решение од проблемот. На инсистирање на Алфа повторно потврди дека во одговорите кои ги испратиле на бугарската влада се согласуваат бугарското малцинство во земјава да ги добие сите права и ветиле нивно внесување во македонскиот устав до завршување на преговорите за членство во Европската унија. Поранишниот вице-премиер за европски прашања Васко Нумовски во изјава за Алфа вели дека решение со Бугарија е можно само доколку новите бугарски власти се искрени во говорите дека ќе ги омекнат ставовите кон Македонија. Останува да видиме како ќе се одвиваат првите чекори на новоизбраната бугарска влада во контекст на незината комуникација со владата што очекуваме да биде избрана и кај нас и дали сите оние најави кои што ги слушаме од страна на новоизбраниот бугарски премиер се искрени и дадени во добра волја. Оттаму постои можност доколку се работи искрено и од двете страни да се создаде една атмосфера за напредок во билатералните разговори и доколку дискусиите не се ограничат само на историјата, онака како што е најавено, може да има напредок во разговорите на останатите полиња, тоа е пред се инфраструктурата, трговската и економска размена и така натаму, каде што е можно двете страни да дојдат до некакво заеднички прифатливо решение. Кон средината на јануари во Скопје се очекува да пристигне новиот бугарски премиер Кирил Петков, кој пак треба да одговори дали Бугарија ги прифатила сите отстапки на кои е подготвена македонската влада.